200-300 милиони евра јавен долг, не е време да се вклучи алармот и се повикавте на кризата. Па зошто не се повикувавте на кризата кога отпочнавте со реализација на проектот Скопје 2014, кога на 1 километар квадратен потрошивте 300 милиони евра, ама кога ви укажувавме и ние, и реномираните и релевантни меѓународни финансиски инвестиции, дека во време на криза, ако не треба во нешто да се инвестира, тоа е во непродуктивни инвестиции, тогаш немавте слух и сега ќе се повикувате на кризата. Не е тука министерот за финансии, ќе го цитирам, ние ќе имавме бенефит од кризата. Па што зборувате сега? Не сте доследни на самите вас. Нели Македонија ќе чареше од кризата, а сега ви е изговор за се и се што, изговор за погубните економски политики, колега. Господин Висоцки, Горан има збор, повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, колега Станковиќ Малишев, пред да почнам да говорам на предложеното законско решение, сметам дека направив еден крајно некоректен потек. Прво го ценам тоа што единствено од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ се одважите да говорите на оваа тема. Со вашите аргументи, со податоци кои што вие ги располагате. Ама тоа да ја искритикувате опозицијата дека на оваа тема тие што биле стручни, оспособени од опозицијата не се јавиле за дискусија, а демек тие другите дискутираат, тоа мислам дека е крајно некоректно и навредувачки кон пратениците од опозицијата. Нели знаете, колега Станковиќ, многу пати сме дебатирали и за здравството, и за економијата, и за пензискиот систем, и за социјалата, и за судовите, и за корупцијата во редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Нема стручни и нестручни пратеници. Има пратеници кои што седат во опозицијата, кои што пратат, читат, следат, прават анализи, и пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, кои што едноставно уво ги боли за се што се случува во државата. Си имаат некои од нив бизнеси, некои од нив си имаат покер апарати, ама буквално едноставно не ги интересира што воопшто се случува во државата. Едно од законските решенија